Почитувани граѓани, би сакале да го искажеме нашето видување, но не и само нашето, туку и размислување на нашите граѓани со кои секојдневно се среќаваме и разговараме во врска со скандалите што ја тресат општината изминатата недела. Директор на средно училиште, брат на актуелната пратеничка од СДСМ, си ја интервјуирал и вработил сопругата како наставничка. Срамот на градоначалникот останува и покрај паушалната казна од 250 евра. Почетокот на месец февруари, со најавена предходно временска прогноза за снежни врнежи, имаме тотален хаос по кочанските улици. КЈП Водовод вработува шалтерски работници, а воедно и лошо ги менаџира останатите вработени. Поплаки има од сите делови на градот. Дали градоначалникот е злоупотребува својата функција за предвремена градежна активност без предходно целосно завршена и одобрена документација? Изборот за кандидат од неговата партија изгледа го мотивира да ги крши законите во предвреме започнатата кампања. Секој глас за Николчо Илиев е глас даден за Зоран Заев, се вели во соопштението, доставено од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кочани.